Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Се надобрзуваме на првата тема од денеска за оние кои не следеа и учествуваа, оние кои сега се вклучуваат, ништо не сте загубиле, зборуваме за нешто што со десетлетија го очекуваме и за што се залагаме или кон што стремиме, а тоа се евроинтеграциите. Министерот за европски прашања Беким Сали денеска на некој начин и призна заедно со евроамбасадорот Рокас дека сепак имаме за останување во реформската агенда, но ете тој укажувањата односно доведувањето во прашање на средствата од планот за раст ги толкува токму како предупредување дека треба превентивно да работиме понапорно за во иднина, а дека до сега добро сме работеле. Меѓутоа, ете, така не мислат сите, не само што има различни толкувања на извештајот или има различни извештаи како за кого, кој знае, туку директно има и различни иницијативи и во партиите, односно партиските коалиции по однос на процесот на европската интеграција на земјава на Македонија. Ете така сега Европски фронт дојде на идеја да поднесе иницијатива со што би ги иницирале уставните измени, односно станува збор за тоа да собираат пратенички потписи, да соберат пратенички потписи за да ги иницираат уставните измени, за кои велат дека се всушност неопходен и одговорен институционален чекор за унапредување на процесот на европската интеграција на Македонија, кој е блокиран, односно целосна блокада е без никаков напредок, 2 години период во кој Македонија изгубила и време, но и ете никаде не се движи и при тоа ги повикуваат сите политички партии кои, како што велат, ја гледаат иднината на државата во Европската Унија, а особено пратениците од ВЛЕН, односно Вреди, да ја дадат својата поддршка со подпишување на оваа иницијатива. На иницијативата реагираат од Вреди и генерално велат како што генерално велат партиите. Затоа во насловот е дали ова нешто ново партиска креативност или како што досега не е креативно. Како што слушавме се едно дали од министрите, премиерот и така натаму наназад со месеци, со тој речник ете Вреди имено пародија. Не сакале да бидат дел од оваа пародија. Тоа најчесто го слушаме од нив за нив, меѓу себе. Власта за опозицијата, опозицијата за власта, како и да е. Пародија, циркус, комедија, театар, представа и слично. Така што изгледа ништо не се менува од таму и барем ете нема креативност во некој нов термин или можеби и нема потреба, прецизно е кажано. Пародија, секаде пародија, комедија, театар. Мислам кој како доживува, но можеби не е така, можеби е велам и партиска креативност, имено за разлика од досега, еве гледате идеја, ако не оди, а како што не оди, во насока на оној кој би сакало да оди, а тоа се да се реализираат уставните измени, имено токму и Европски фронт укажува на тоа дека Вреди побарале 6 месеци време по превземањето, стапувањето ете на должност, така да кажам, како владеачка коалиција, да ги направат уставните измени, а не ги направиле, дека сега тие според уставната, значи, можност предвидена во член 130 да се смени така што според неа најмалку 30 пратеници можеле да поднесат иницијатива. И велам, ова е сега повикот до Вреди, Вреди одговара, но тие ги повикуваат и сите ете политички партии. Велам, таа основа на сето ова е дека сите кои ја гледаат иднината на државата во Европската Унија да го направат тоа. И сега токму освен дилемата колку е ова можно или не, имаме
повеќе прашање, дали ова символична, суштинска, екзистенцијална иницијатива или порака, дали ова, не знам, повик партиско, политички, етнички, сеедно за обединување или притисок. Но, еве, тие не ги повикуваат само вреди, туку велам, и сите други политички партии, опозицијата е така натаму. Дали отвора, може би, или дополнително го продлабочува раздорот, отвора нов политички судир, токму меѓу опозицијскиот Европски фронт, предводен од ДУИ и владеачката коалиција вреди. Дали оди се това и во насока да се придобие поддршка или да се врати поддршка, да се даде политичка тежина, да се покаже на кого е вината, а на кого е заслугата, така што може би и ако не биде суштински, како иницијатива која би го реализирала ова, сепак да донесе одредени политички поени. Ете, ова е темата која, велам, отвора многу повеќе, отколку што е само прашањето кое е релативно правно, може би техничко сувопарно, дали сега со собирање пратенички потписи може нешто да се направи, што со уставот, колку ќе собереле и така натаму, туку чисто има ли тука нешто подлабоко, некоја символика, тактизирање, привлекување на гласачкото тело, одвлекување од едните, привлекување на своја страна и така натаму. 60-91-924-925, еве, мислам дека почнуваме порано и ајде еве да го искористиме времето пред нас. Добар ден, кој ни е прв, повелете. Здраво. Здраво, поздрав, до вас се слушаме. Ете сега, ово е предлог од Рамковниве. Од Европски фронт, значи ја предводи ДУИ, тука се белоглавиот. Неколкуте опозиции, да. Белоглавиот Европскиот фонд, да, зелените што беа зелени. Па веројатно се уште барем, еве, актуелно е тоа, нели, со тие еко. У паметот може да се зелени. Ке се офарбаш зелено, еден лист ставиш и еко си. Да, ќе биде Европски фронт. Па и европски може да, еко-еу, да. Да, види вака, нормална работа, дека овие функционираат на систем на навивање на како саат механички порава, ќе го навиеш и да работи. Па класично, старомодно, не ова батерија се потрошила или соларно морате, навиеш, работи. И донесе тој систем. Има и да ние го протресеш автоматски, нели па? Да, автоматик, да, точно. Дали ќе направи потреси, да? Они, да, може и на потрес може да работат, тачно е управо си, секој потрес само, не знам. Али, тоа е желјотека на Брисел и на, пак ќе кажам, нашиот стратешки партнер. Знаеш, многу луѓе ги слушаат стратешкиот партнер дека не имал толку више влијанија, као давал поддршки на овие сега што се власт, демек немојте толку да ги шмирглате овие од Брисел. Јак што ќе ви кажам, нема врска. Они си се у таа агенда едни исти сплотени, како со Украина, така и со нас. А значи мислите не смислиле сами, не е тоа креативност на дело? Не најмалку. Креативноста е од Вашингтон и од Брисел. Така да, тоа овој па изгледа чека момент, ама нема време да објаснам. Ајде друг пат. Благодарам, многу добро, еве има кој да мисли тогаш за нив, ако е така. Ви благодарам и поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Ајде да почнеме поред. Прво, кога доби власта оваа политичка гарнитура, се коалицираше со албанските партии и тие ќе влеземе, рекоа, во коалиција, значи ама за во рок од 6 месеци да се реши или да се почне да се решава и да дојдеме до максимум до година дена да бидеме дел од Европската заедница. Значи, фактички од сето тоа, значи таа креативност, воопшто не се вроди со плод. И за мене е оправдано што независно која политичка партија ќе собира потписи, значи да бара други начини. Да, значи мора да се најде начин некако да се влезе во заедницата, а од ден во ден, значи ние губиме средства со кои што можеме државата да ги искористи за многу полезни работи,
Ево сега 47 милиони евра ќе отидат во ветар и може и други средства во иднина. Уште не е сигурно. А 2 години нема брнато, а секој ден не лажат, со овие вака направиме, со оние вака ни понудија, ни кажа додека сме стасали, добри сме и сето тоа, ама од тоа не се живее, значи мене треба не факти на дело. И затоа ми се чини дека се додека е ВМРО на власт, нека ме опростат, никогаш нема да влеземе во Европската заедница, ќе останеме надвор, не предврати, ќе не избркаат негдека кој знае колку далеку, само да видим да што се вика да не бидеме во таа заедница. Затоа што најмногу им смета на нив. Но они викаат дека краделе предходните, ама овие не се поарно нив, затоа што во предходните случаеви нивните политичари беа сите во судот, за нив се, значи се расправаше, се коментираше колку украле, што украле, а за да може да се го продолжат тој процес, затоа не стага да одиме. И ми се чини дека нека се освестат, Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Ете, може би како мотив за освестување овакви иницијативи може да послужат. Но какво освестување? Може и да се зацврсти стојалиштето кое... Повелете, имаме ли некога? Добар ден. Кое се застапува. Добар ден. Да, поздрав, ве слушам, повелете. Поздрав до тебе. И исто така, да, се извинувам, вчера имавме ова, но повелете, искоментирајте го и тоа ако мислите, да. Не е проблем. Не, да. Ова приказниве на Велјан продолжуваат. Значи, ВМРО беше 7 години во опозиција, овие беа на власт. Што не ја завршија работата? Ете, ВМРО не сака во Европска унија, они сакат. Што не ја завршија? Значи, и сега пак да дојде ВМРО во опозиција, пак нема да гласа за бугарите во уставот. Како тоа не им е јасно? Значи има некои услови кои треба да се исполнат. Не се продаваме за 30-50 милиони евра, луѓе, како ќе не разбирате? И ова е чиста пародија. Нека изгласат, нека соберат 30 потписи пратениците. Ќе дојде во собрание, нема да изгласат. Има мнозинство, има ВМРО. Значи чиста пародија, да им се додворат на странците. Чисто додворување, нема што да понудат. Не знаат што да работат, ај нешто ќе сработиме, ќе се улижиме малце на странците, пак може ќе не стават на власт. Тоа е координирано со СДСМ работат. Гледај пресконференцијата на Филипче. Брука невидена. ВМРО создавал конфликти со соседите. Истата будалаштина заев што ја кажувате. Истите будалаштини. Македонија испаѓа ги создава конфликтите. А не одговори на новинарското прашање истиот тој Филипче, кога му е лупнаа пред очи златната виза 10 години што трае и дека е раководител во индустријска зона во Дубај на некоја фирма таму. Покажа новинарите, значи, копија од визата. И во Дубај, не знам дали виде, господинот Филипче раководител, не е лекар, не е медицинско, него фирма во индустријска зона што работи. А за да добиеш 10 годишна виза, треба над 5.000 евра да уложиш. И на тоа ништо не одговара, се расправа се кара со новинарите. Па све дори се расправа со новинари и се кара, новинарите ќе му ги вадат тие тајните документчиња. И затоа е оваа борба. Ќе излегуваат многу работи. На виделина ќе излезат. Едина шанса им е таа странците да ги заштитат. Да се покорни, послушни. Благодарам, поздрав. И некако овие бранувања покажуваат една чудна карактеристика, тоа е дека на некој начин треба да се добие перспективата за тоа кој е повеќе за ЕУ. Затоа што ние барем официјално она што се застапува декларативно како и да е, од никого, од ниедна опција која и да е власт, опозиција, а седно и која не е воопшто, да речеме, нешто партиски активна или структурирана здруженија, како и да е, немаме нешто што во принцип не е ЕУ или што е пак директно анти-ЕУ, или уште помалку што е нешто про нешто друго. Генерално е таа поставеност, усмереност, насоченост јасна. Во овој пак политички, партиски дискурс, апсолутно сите се
велам барем она што го застапуваат, кажуваат, како кој чувствува лично, емотивно, тоа е друго веќе. Но дека се проеу. И сега, сликата е таква што сега имаме всушност кој е повеќе. Или еве сега иницијатива, ова што е таа иницијатива за иницирање, значи собирање пратенички потписи, всушност е еден вид токму про-ЕУ иницијатива против про-ЕУ иницијатива. Затоа што е тоа? Да, ајде да собереме. А зошто овие не се? Па не, и тие велат дека се. Но прашањето е токму, ова што владеачкото мнозинство, на што инсистира, гаранции и така натаму, односно патот, начинот. Сега Европски фронт со оваа иницијатива практично испраќа порака, а ако сте навистина за ЕУ, како што велите, потпишете, односно дајте ги уставните измени. И сега дали тоа навистина би било потврда дека е некој за ЕУ или за нешто. Ако си навистина за тоа, направи го тоа. Па не сакам ти правам ништо за да ти докажам дека сум. Да речеме. Една варијанта, а друга е, ајде докажи тогаш да потпиши ако си за, односно спроведи ги уставните измени. Но во суштина се сведува токму секој е за истото, но начинот разликува. И сега се инсистира на тоа, направете го тоа. А при тоа треба да се има пак, да, исти се, но во различна ситуација е секој друг етнитет кој не е македонскиот, затоа што тоа не се однесува на него. Уставните измени генерално се пречка за токму идентитетот, автентичноста, македонското и така натаму. Кој не е допрен со тоа? Затоа и колку е соодветно барањето, а па потпиши тогаш. Па добро, потпиши и ти нешто друго да речеме. Како би реагирал? Така што во ред е да потпишеме нешто што е, да ти потпишам дека сум за ЕУ, ќе потпишам. Но дали да потпишам нешто што директно ме допира мене, а не те допира тебе. Ај потпиши и ти нешто што те допира тебе. А ако не си ни ти за ЕУ. Така што имаме малку неизедначена ситуација, се инсистира на нешто, направи нешто што ти е тебе чувствителна тема. А мене не ме интересира, јас сакам во ЕУ. Добро, ај ќе одиме заедно и ти потпиши тогаш нешто што ти е тебе чувствително и да си ги решиме тие работи, да си одиме сите во ЕУ. Повелете, добар ден. Добро, се окей, почитам. А повторно вие, добро. Тоест јас, повторно јас, а вие чекате, да. Не, нема проблем. Ајде, благодарам. Видете да ви кажам. Почитам водителу дека книгата од библиотекарот, што се фали дека имал 500 книги, книгата не е за на рафт, да фаќа прашина. Добро, дасно, на метро и така, да. И да сте здрави на метро и на кило, кило, да. Така. Значи, ова е доказ. Па замислите каков вокабулар употреби. Ајде, дури ми е незгодно да кажам што кажа за некој си особи. Нека му служи на будалаштини. Каков е тој збор? Па она кој е при себе, ако не е будалаштина, нели знае што е пародија, па нека иде, нека им помогне на уметниците што штрajкуваат честно поштено за својот личен доход. По таквите почитувам водителу, ние Европа нема да ја намерисаме. Европа не сака си лежи во изразите, во односот, цинизам. И сега што? Овој нашиот што голта поужави, нели поужавот, бидејќи има лигавице коресен само за стомакот. И нашиот овој сега за надворешни работи, кој што преди маси со ова, дава пресеќен бил што Трамп и жена му не настадава и коме глупости ги не видели. Почитам водителу. Тој стратешки партнер кој направи она зулум во Иран, тој ќе ни ја одлучи судбината. Бидете сигурен. Не директно, индиректно.
Каде се кирката и зетот на Орбан? Стотишки милиарди, каде се? Во Њујорк. Пријатно. Благодарам, поздрав, да, и добро. А каде е Мадуро, па што стана со него исто и така натаму, вете, ги проголта ноќта или темнината на некоја келија, како и да е. Но, еве, нешто околу тоа. Мислам да се расчистува, се средува. Повелете, ајде да одиме ние понатаму. Добар ден, поздрав, повелете. Фала на поздравот, тој поздрав. Јас ви поздравам граците на вашата телевизија. Благодарам, повелете. Добро, партиска креативност зборот сте го погодиле. Точно се сложувам дека е креативност, нема врска со тоа дека нешто ќе се случи со тоа што е. Па добро, ама ете да се досетиш, да се сетиш, истражуваш по уставни можности. Да, зборот креација, тоа знаеш, само то кажате дека исто сите се за исто, има една реченица исти компир, друго паковање, знаеш. Значи исто таа компирот, само друго паковање, а исти се биде, ама пакувањето кој пумо, значи така, тоа рекоте вие дека исто, сите се за Европска унија, тоа некој чека, види, политичариве сега што се на власт, ова власт, чека народот да се некако да се навикне на тоа дека бугарите мора да се таа. Значи притисок се врши, тука се чека. И сега ќе чека се уште додека народот, значи тој што е глупавиот, тоа го рече Мирјана Најчевска, не го реков јас, Мирјана Најчевска го рече дека македонскиот народ е глуп. Јас вака имам Ба добро, или она Труман, да, ако сакаш да победиш. А добро, тој кажал за во неговата држава. Ама јасно, не, имено, да. Мислам, ова Мирјана Најчевска за нас, за македонците кажа, и јас таа констатација се сложувам. Меѓутоа, потписи џабе, тоа ќе биде, се чека, господине Исо, еден човек е во држава, решава сега, судбината е на Македонија во еден човек, а тоа се вика хидроцентралистот Христијан Мицкоски. Има куќа од €1.000.000, има викендици, има се, има Бугарија, сопругата му е бугарка по мајка, татко македонец и така на тоа мешано и сми гласале за тоа. Ете тој човек како рече утре, знаеш што вика, едно попладне вика можеме не да ги ставиме бугарите во уставот. А зошто до сега 3-4 години така ја заматкува држава и остава така на цедува. Поздрав господин. Поздрави до вас. Добро, и ова е интересно и креативно. Мислам, за мене барем звучи креативно. Ја знам ова хидропневматски и такви комбинации на зборови, но хидроцентралист, ова е прв пат. Слушам, а добро, креативно е. Сега, но она исто што кажавте, дали мора да се направат, да се спроведат уставните измени, па сега се притиска да се омекне, па кој колку, па во таа смисла и кој ќе ги понесе заслугите и слично, и дали се прави атмосфера во таа насока да се омекне, да се оптовари што повеќе, да се оптовари атмосферата со барања за јавноста. А потоа да се растерети така што ќе помине тоа, а ќе биде јавноста задоволна. Значи, хипотетски поставувам. Тоа е како кога на работа ќе ви кажат мора 6 работи да завршиш и вие се спротивставувате и така натаму и накрај ќе се договорите добро, ајде барем таа една завршија. И вие сте среќни, како средив ова, сака 6 да ми натовара. Тие сакале само таа една точка да ја завршите, но затоа се оди да се испритиска за потоа вие да сте среќни како добро сте поминале. Тоа е таа, нели, психологија и тогаш тука се добиваат политички поени, заслуги, политички притисок, загуба на едни од тебе, ние го направивме тоа, ние го... Се е тоа и дел во комбинација со маркетингот, тоа што поскапува не се соопштува, тоа што поевтинува се соопштува и така натаму и се создава една слика друга која носи секако поени, заслуги, односно кај другата страна му нанесува, му одзема поени, ајде така кажам, па и со одветна загуба. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Ви благодарам. Молам, повелете. Па, Најчевска не нарече македонскиот народ е глуп. Пендаровски не нарече стокаво дрво. Прчковски за македонците рече дека се мануфактурна селјачана, мислејќи дека
сите што не мислиме како него, сите сме ВМРО-ци и сите сме селјачана. Таквите луѓе што кога не се согласуваш со нив, ќе те омаловажуваат, тие се доживуваат како елитисти, тие се над сите. Па во злочини казна од Достоевски, Расколников, по злочините што ги стори му следуваше казна. Јас се надвам дека и на овие наши елитисти ќе им следува казна. Инаку ДУИ, заедно со СДШМ, сакаат да пратат само на странците Абер. Еве, ние се ќе сториме, само помогнете ни да дојдеме на власт. Ама состојбата е друга и безуспешна ќе им биде. И ете, многу му благодарам на членството на Вреди, кое конечно, тоа е албанскиот дел од граѓанството, кое созна колкави жртви треба нивните сограѓани македонци да прават и не одат против нас. Еве им благодарам. И вам ви благодарам. И јас исто особено ви благодарам. Да, ве секако, мислам се подразбира тоа, но вете секако повелете и во друга прилика. Добар ден, кој не сте? Добар ден. Поздрав, да се слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Еден вече ќе изгубиме 45 милиони, брго да гласаме да се понижиме, да станеме бугари. 40 милиони и 5 ќе изгубиме. Ја па инаку би предложил. Македонија, само македонците да гласат за уставните измени. Никој друг. Не може да гласат албанците 120 дојдени од таму и што ќе им текне, тоа ќе заокружат многу име гајле. Ајде ние да гласаме сега за Албанија или за Косово, македонците. Додиме таму и да гласаме, да ги продаваме. Зошто личи ова? Да се донеси одлука македонците за национална работа за државата, исклучиво македонскиот народ да носи одлука да гласа. Па да, нешто како балансер, нели? Ма как е балансер за ништење државата? Така. Само што им одговара балансер, не им одговара не, но мисля, балансер во смисла токму на заштита на сите. Така. Балансерот само кога на нив им треба, а иначе кога не им треба, не треба балансер. Само тоа што се прави со државава. Никој не sme да излези против државава да гласа. Кој да излези? Треба казнување, казни невидени. Какво не се срамат? Тука живеат, тука работат, тука екзистенција има, тука се школуваат. И да бидат против државава. Па и овие што се јавуваат, македонциве што се јавуваат. Па тие се скроз издајници. Бугарите. Татарите не се бугари. Така да бидат македонци. Ама не прочитале книга, ништо не знаат. Држа предавање да им држи човек, да научат нешто, да разберат. Кој сме, што сме. Да ќе пикаме во житото трње. Бог да чува. Странното е ова луѓе во наши македонциве што не дигаат глава да дигнат. Како еден. Да, ви благодарам и поздравам во таа смисла. Мислев ова кога кажав условно, како што балансерот беше замислен, во таа смисла, ако се разговара и ако се носат одлуки за некој друг, дали тогаш треба да се има и некој модел на соодветна застапеност, присутност макар, учество во таа одлука и на тој за кого се зборува. Или седи ти пред врата таму, чека и ние да одлучиме за тебе. Имено затоа реков балансерот, па токму затоа беше. А кој вие ќе одлучувате? Односно, дали ние, тие. Не, туку една група, еден етнитет, еден род, се едно. Не е битно, затоа превезот е правична, соодветна, равномерна застапеност на сите, балансирано. Па затоа и Уставен суд и така натаму. За да нема пристрасно, да нема претенциозно, да нема туку, да е објективно. И сега, каде повеќе ако не таму каде што токму за тој се зборува? Ке зборуваме за, не знам, за тој род, за мажи, за жени, за кој да е, за деца ке зборуваме, за седно, а да немаме представници од нив. Особено во носењето одлука за тоа.
Ајде да видиме, еве сега ние мажите, што ќе одлучиме за жените. И ќе се собереме, само мажи сега. Собираме потписи. Сите мажи да видиме дали на жените да им, не знам, забраниме или да им дозволиме, што и да е. И потоа ќе им обзнаниме. Па еве, ние собравме потписи според уставот и така, еве, од утре ви се дозволува, ви се забранува, се едно, ви се определува, се воведува нова определба, тоа е нашата иницијатива. Или, велам, токму по тој превез, ако не било флоскула, кога, ако не повеќе, велам, ако се зборува за тоа, па да се зборува за жените, дајте. Или се едно за пензионерите, што ќе направиме? Затоа инсистирам, мислам, тој така замислен, зошто не се спроведува така, туку сега се оди со тие други тези, економско-социјалниот диалог. Бипартитен, нека се договорат ова трипартитен, затоа власта е тука, државата е таа која, ако ништо друго, треба да е присутна. Не може договарајте се без мене. И таа го има своето стојалиште. Едноставно не е тоа. Вие договорете се, јас, па не може тоа сега. Вие иницирајте, за нас ние ќе прифатиме или нема да прифатиме. Не, него, ако се иницира за кого, за мене зборувате, па дајте и од моите да ставиме. Повелете. Ало, добар ден. Да, се слушаме, добар ден, повелете. Видите, Исот ќе ви открие уште Повелете, да. едно испитување европско. Да, ајде. Зошто се тоа бара? Према европските испитувања што направи, не само тоа за 100 години последниот кога ќе умре комунист ќе и тргне на Македонија и на Србија и на Црна Гора, тоа се важи за цел Западен Балкан. Сега во тоа испитување е зафатено и рейтингот на партиите во Македонија. Јас према една од испитувачките што била, дознав дека рейтингот СДСМ ќе падне под 100.000 гласачи на наредни избори. И сега, за тоа е тој притисок. Прво да го поздравам претходниот гледач, овој Борче, браво Борче, прав македонец. Така се размислува. За пари, а тие што се за ставање на бугарите во устава, тие не почитале книга, он рече не прочитале не, они стварно не прочитале, ама има курс кумровачки. А кумровачките курсове беа само клеветише, да си клеветач, и беше подобен тоа. Они се такви. Така поминале животот, го така поминале во Југославија и во Македонија. Така и стигнале до пензии на се фалсификуван начин. Ако има сега избори, ВМРО ќе добие над 60 пратеnika. Над 60. Тоа е паника кај нив. Меѓутоа, друга сега ќе ја открија. Овој што ќе дојде од Белгија. Во Србија кажа дека рекол оти Западен Балкан мора да прати војници во Украина против Русија. Тогаш ќе можат да влезат во Европска унија. Меѓутоа јас не верувам и тогаш да влезат. Западен Балкан не една земја, та Албанија, та Црна Гора, никогаш нема да влезе никој. Ви благодарам. Благодарам, поздрав до слушање. Повелете, добар ден. Повелете, добар ден, кој ни е следен? Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Дали да плачам или да се смеам, да ви кажам искрено? Ако можете да се смеете, ете, добро би било. Не, мене ми се плаче. За здравие, за вас знам. Но плачете и ќе си олесни човек се. Поново препукување, што рекол Велјан, што рекол овај, што рекол онај. Како може да се каже само македонци да гласат? Каде живеат албанците овде вака во Македонија? Зборуваме за албанци што живеат во Македонија. Како може да се каже дека немаат право да гласаат? Требаше вие одма да го опоменете. Јас се извинувам што вака ви се обраќам, меѓутоа требаше да му кажете дека на друга телевизија да беше, ќе го исклучеа. Тие се луѓе, народ од албанци што живеат во Македонија и имаат право на гласачко тело. Влен, полос од Влен нема. Бирал Касами ќе биде полос и од Али Ахмети. Јас сакав да зборувам на слободна тема нешто за бршинската влада, меѓутоа не можам никогаш да добијам.
Затоа што се едните истите се вртат и само се вреѓаат. Што рекол ова и што рекол ова. Луѓе, имаме толку сериозни проблеми. Дајде отворете тема за образование. Се случуваат страшни работи. Не можеме дете, внуче да пратиме у школо. Ги горат со цигари. Кај се тука да еден да спомнеше тоа нешто силувајна. Еден тоа да го кажеше. Само Филипче Мицкоски. Па што им е Гале, сопругата на Мицкоски, кој и кај гласала? Што им е Гале нифли за Филипче? Дајте, престанете ме отворе. Ма не можам да добијам на слободна тема, ви благодарам, пријатно. Благодарам, повелете, се надевам ќе имате среќа кога ќе биде слободна тема. Инаку да, дискутиравме за тоа со насилството и секако не значи дека не треба, напротив. Треба и да дискутираме кога се поправаат работите. А ова за правото на глас, тоа се подразбира, дека секој кој има право на глас ги има како гласач. Ги има подеднакво сите права, односно тие не се врз основа на тука нема ни балансер, ни ништо, значи не се раководи ни според етнитет, ни род, ни што и да е. Така што нема некој повеќе или помалку права. Секој кој го има правото на глас, апсолутно сите права, значи и гласачко место, и како и да е според лична карта и така натаму. Нема тука селекција некаква, така да тоа велам се подразбира што има да се одзема време околу тоа, особено ако и јас го кажам, како што кажувам за многу други работи и било кажано кој знае колку пати, а потоа повторно истото се слуша. Значи тоа е навистина само огромно непотребно трошење на време. Јас да повторувам исто, од другата страна некој друг да си го кажува своето. Тоа е кој какво мислење има, го кажува и ете, да не одземаме, како што еве и со ова загубивме. Речи си може би време за практично еден не цел гледач, но ајде да го поздравиме веднаш. Повелете. Добар ден. Ало, добар да, добар ден, повелете, ве слушам. Да, повелете. Се слушаме ли? Подписи за уставни измени. Кој го барава? Што кој дава? Кој сака уставни измени? Иницијатива пратениците да собираат подпис за уставни измени. Иницијатива која е за европската светла иднина, како што се вели да даде подршка на ова иницијатива. Да? Абе, Зајко оди сам пукните граѓани и вика, ја подпишав, вика, вие не можете. Капитулација, договорил се за лично богатење, се откажа од македонштината. Што вара, со СДС партијата, таа арамијска партија. Тоа се арамији, тоа е подела, не се тие партија за македонците, туша душевадници, гледа се поделата. Како договор, беше, оне го укинати и договори ви подписи, бе. Како не му е греф и срам. Се се откажа од македонштината, на Румен Радев и на Бојко Борисов, и тука ги лају народот, ништо не сме подпишале. Амо одвраќа Бојко Борисов, тука има подпишано се си има слушано лие. Така се од македонштината се откажал за пусти пари. Црни пари, народни пари. И вие сите советници, нивни советници, думи советника, што го советувал, дебело се заработиле пари од народа. И вие исто, така да исто не може овака да биде. Ова е предавство, веле предавство. Треба да се осудат. Судовите само од 91 са ние. Вие судови исто и они лично се богатат и делат пари. Значи, во предавство треба да се затворат сите сега со новиот државен јавен обвинител, задача има да ги сите провере што работиле. За веле предавство. И исто да се затворат, исто и кривично да одговарат и неговите со слушатели што се јавуваат како Венко, и како да речем исто Вејлу, Мелу, Лупчо, тие се има задача. Благодарам ве, поздравувам.
Но, еве, и она на што укажува Европски фронт, дека власта, односно вреди, како дел од власта е презеле обврската да го откочат процесот, и сега секое одложување може да се представува како неуспех или како недоволна политичка волја. Па тие го иницираат тоа, подсетувајќи колкаве процентот над 70 или колку веќе на граѓаните за ЕУ. Добро, и сега ако е толкав процентот на ЕУ, еве, може да дискутираме и вака, а што пак тогаш тие и така во име на граѓаните? Па сега да собираат пратенички потписи. Па ајде да собереме граѓански потписи по однос на иницирање на уставните измени. Затоа што, да, аргументот нив има над 70 се за ЕУ. А вие иницирате собирање потписи за промена на устав. Па ви не собирате измена на потписи за ЕУ, дали сме за ЕУ или не, туку за промена на устав. Значи, паралелата е во ред, ако собирате потписи за промена, ако се собираат потписи за промена на устав, дајте да видиме тогаш и колку од граѓаните се за промена на устав. А не да собираме потписи за иницирање уставни измени затоа што 70 се за ЕУ. Па дали се 70% и за уставни измени? Така што и тука ете која е аналогијата. Да, 70 се за уставни измени. Добро, ете, вие како експонент на народот, дај да соберете пратенички тогаш. И нема што ни да се собираат потписи тогаш. Експонент на народот сте и реализирајте го тоа. Народот сака уставни измени, вие имате обврска да ги реализирате барањата на народот. Сервис на народот и мандатот е од народот. Ако имате дилема, или кој има, се едно, воопштено зборувам, не во конкретниот случај, прашајте го народот. Ако правите нешто во име на народот, да, но правете го. 70% од народот се за ЕУ, еве, ние правиме иницијатива за ЕУ. Која е врската, значи, 70% се за ЕУ, а ние правиме иницијатива за уставни измени. Па, сега тоа се различни работи. Некој сака да оди на некој настан, но сега кој е начинот? Сакате да одите на настан, сакаме да, добро, а сега ја справам иницијатива дали да одите без долна облека. Или не знам да се истрижете косата. Сега каква врска има тоа? Сакате или не? Па 70% сакаат да одат, а ја справам иницијатива да си ја истрижат косата. Тоа е разликата, да 70% сакаат, дај да го реализираме тоа. Или друго е да сакате да истрижете косата, да, ние правиме иницијатива за стрижење коса. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Па сега, што е во албаджитскиот тефтер ќе го отвараме, кој како сака, ова е желботека? Мене ова ми изведа парламентот како желботека. Ајде, кој што сака, така како ние овдека што сакаме си кажуваме, неме така и уставот. Кој што сака, како сака, ќе го отвора, ќе го затвора. Зашто се овие пратенички потписи сега? Што барат? Значи, зашто барат да европска влагање во Европска унија? Јас стварно не сеќам зошто барат отварање, зошто барат пратенички потписи да се соберат. Значи, еве, Пржински, не знам, се затварам, не знам, ова другово се затвора, сега дај ќе отвориме ние што сакаме овона. Значи, ова е, не знам ова дали негде како има кај нас, кога некој си бара нешто и да му се исполнуваат желбите. Па срамота е 47 милиони ќе сме изгубеле евра во Европска унија, ако ете, нели, немаме таму, не отвориме устав и све. Па ова е невидена срамота, 47 милиона. Па тоа е срамота да се каже, 4 милиарди и 700 има луѓе да соберат кај нас. Луѓе имаат, ми имаме милиардери ние овдека. Во онаквото и за 47 милиона се продаваме. Дали уопште некој размислува, тоа не треба уопште ни на премиер, на никој да му текне за 47 милиона, ние се и се што да направиме, и бугари што ти ја знам таму да ставиме. А ова пратенички потписи, извините, ама ова не смее да се случи. Значи, не може кој што сака да прави, еве јас сакам нешто да направам. Да соберам потписи, дајте да ми ја исполните желбата. Па ова е, ја мислам више изнад сите, како да ги кажам, или овако трпенија и све на народот. Не може вако нешто да се прави на кој како ќе му текне. Значи, ова што сме ние, монархија ли, што сме овдека?
Народот не треба ништо, ајде, дај само као монархија, ја ќе речам вака и ќе одиме ние така. Значи, ова више сите граници ги преминава. Значи, не сме вакво, баш и бузлук, ваква лоша демократија. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Знаете, Исо, еден будала што ќе замесе 300 паметни не може да го разбрсат тоа. Да ви кажам, Македонија требаше да стане против и да поднесе македонците. Кој ги праша македонците за он да подпишуваат договори со Бугарија, договори со Грција? Треба да се дигнат македонците да барат да го слушат и Заев, и Димитров, и сите тие што се подпишаат договорите. Со кое право он подпишува у име на сите македонци? Зар не се сраме? Јуsto да кажам за Ахмети. Кој е он? Кој е он? Излезен на площадот да штрajкуваат на знамињата на Ушака, а ги нема македонските знамиња. Каде се македонските знамиња? Тука седе, тука јаде, тука живее, тука се богате. Он ки ми кажува дека треба. Еден збор македонски не е презборил, понижува го македонскиот јазик. Отишол у Грција да договара, отишол у Бугарија. Сам го кажа тоа дека треба Македонија ќе зборе половината на албански, половината на бугари. Кој е он да ми поднесува? Они се исти, со исти характер. Они беа со италијанските фашисти, вие беа со германските фашисти. Балисти, па терористи 2001, па 2015 напад на Аго Куманово. Што тражи он? Кој е он да ми ја решава на македонците судбината? Ако не му чине, има симатични држави. Ако не му чине тука, нека иде тамо, ќе си до Европа. Ние да понижиме јазик, идентитет и се, и да идеме у Европа, да испуниме желбе. Не е Македонија желботека на сите, што се тука. Има право, нема право он тоа да го зборува. Кој е тој што треба да подпишува за Македонија? Срамота. Не ли го е срам? Тоа е со договор со Филипче и тој кој излезе. Запустија ја Македонија и Филипче ќе ми дига рака фашистички бокс ќе ми покажува тука. Срам да му и на Филипче и на Ахмети и сите тие што живеат, беа директори, професори, сите. Од тука живеат. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Се слушаме, повелете, добар ден. Вака сега, како бе досега никој не се има сетено да ги слика тие хидроцентрали на Мицкоски и да ги покажи на слики, да ќе овие се хидроцентралите на Мицкоски. Како досега никој, сите ги зборат, ги кажуват, прорачунат пари, сите си богатства, никој досега не ги има сликан. И сега албанците сакале да влезат во Европската унија и замисли. Па ова Елдорадо за нив, или украдиш толку пари, милиарди, милиони, сите невидени богаташи се направи преку политиката и нив му била тесна Македонија, сакале во Европска унија да бидат. Едно слупче нека што не се плаќа ништо таму, ја предходина две кога не можеше да влезе дистрибуција таму натре, 100% сакале во Европска унија. Ни данок се плаќа, ни комунале, ништо, ма сакале во Европска унија. Сте свесни бре, комши албанци што барате? Меѓутоа сега, види колку е смешна ова иницијатива што имат. Береле подписи. А зошто не берете подписи за предвремени избори? Многу е полесно. 58 е бројката на ВМРО, ДПМН пратеници. Сите други сте 62. Зошто не ги натерате, соберете подписите и барате предвремени избори? Наглара застани ВМРО, ДПМН, колку и да ги неки, ќе мора да ги направи. И после, ако се добие, менувате што сакате, така? Што сакате? Па што са, не хидроцентралите на Мицкоски, не Баџанако, не Шурата, некој сака нека, и ќе си спроведите вие. Зошто не сакате така? Соберете ги, 62 се другите. Не сакате, вие сакате да се пројави иницијатива од Мицкоски за промена, за да му падне рейтинг во него. То сакате, така? Но обратно да влезе сето. До тогаш нема, до тогаш ќе ги јадите по лжавите со се куќарката, ќе сечите ногти по базени, до тогаш се дури правите вака. 58 се. Соберете се, турнете ги званично, не е на мизерен начин да бери. Благодарам, поздрав, повелете. Завршуваме. Добро, завршуваме онака, динамично и јас ви посакувам вие од оваа динамика полека да се смирите кон да се смират обртаите, вртежите, прецизно кажано, кон вечерта која ни се доближува во ова убаво попладне, а потоа утре ќе додадеме повторно газ за да ги продуваме сите оние недоволно прочистени или нејасни
сфери кои бараат одговори. Тоа се сите оние многу прашања кои се пред нас во темите за кои ќе дискутираме. Ви посакуваме уште еднаш пријатно попладне и секое добро. Довидување.